прво издание на Квадрат во последниот месец за оваа година. Јас ви посакувам топло добре и дојде во него. Започнуваме во оваа насока, односно почнуваме да го будиме оној предновогодишен актуелен дух, а имаме подготвено и уште неколку други теми вредни за да останете со нас до самиот крај да потрошите 30 на минути на ово ново уредувачко дружење. За почеток ви откриваме што се ќе гледате во новото издание на Квадрат. Во новиот Квадрат, заедно со нас, создадете новогодишни декорации. Ви помагаме како да ја уредите собата за дневен престој и да одберете гарнитура за неа. Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Како што спомнав и во најавата, започнуваме уште од сега да го будиме оној магичен предновогодишен дух. Се уште е рано, меѓутоа доколку сакате да имате убаво уреден дом за новогодишните и божикните празници, време е да започнете уште сега. Уште повеќе доколку сакате тие декорации да ги направите сами. А доколку сакате, ние ќе ви помогнеме со неколку направи сам предизвици. Еве како самите да си ги подготвите новогодишните и божикните декорации за вашиот дом. Предновогодишната декорација на домот е одлична можност за собирање, дружење и забава на целото семејство. Тоа се моменти во кои уживаат сите генерации и активности интересни за секоја возраст. Па нема да биде на одмет да поминете креативно и весело време сите заедно, а поедно да создадете уникатна новогодишна декорација, која нема да ве чини мало богатство. Знаеме, на интернет може да се најдат илјадници видеа кои објаснуваат чекор по чекор како да направите оригинална декорација. Но ние ги изгледавме сите наместо вас, ги одвоивме најинтересните и така направивме селекција која ви ја пренесуваме во продолжение. Па ако немате неколку слободни часа да прелистувате туторијали, во неколку минути добиите идеја и упатство за реализација. А останато време искористете го за да се покажете на дело. Еве накратко што отправме од она што го погледнавме. Сигурно ви се допаѓаат стаклените топки и декорации каде снежните идили се сместени во еден мал стаклен сад или тегла. Всушност, нивната изработка е многу едноставна, не одзема многу време, а се што ви е потребно, речиси сигурно имате и дома. Еве чекор по чекор како изгледа изработката. Како што можевте да видите, од парче гирленда со сечење на врвот создавате мала елка. Може да послужи и мало борово гранче. На памук ставете малку бела боја и со тапкање нанесувајте на една шишарка на врвовите, за да изгледа како натрупана со снег. Потоа со стаклен сад ставете вештачки снег или доколку сакате поедноставно, одлична работа ќе заврши и шеќер. Изгледа како снег, а кристалчињата светкаат дискретно. Уште повеќе ќе изгледа реално ако додадете и малку бели или сребрени светки. Сега само додавате снежко, шишарки, елка и тоа е тоа. Сега повторно на памукче ставете малку бела боја и со тапкање нанесете на една тегла. Исцртете круг на парче стиропор, потоа исечете го и залепете го на внатрешната страна на капачето од теглата. На него залепете мала елка,
а теглата наполнете со вода и ситни светки во бела и сребрена боја. Затворете, протресете и имате рачно изработена магична топка, во малку поинаков облик, но сепак исполнува желби. Главен синоним за Нова година и Божик е божикното дрво или како што уште го нарекуваме елка. Затоа ќе научиме како да направиме неколку уникатни модели кои ќе бидат несекојдневен декор за вашиот дом. На конус од стиропор забудете шпенагли на одредено растојание од сите страни. Потоа исечете поголемо парче бела волница и потопете ја во течно лепило. Потоа постепено обмотувајте ја околу шпенаглите, правејќи различни неправилни облици. Оставете ја доволно време да се исуши, а потоа извадете ги прво шпенаглите, а потоа и стиропорниот конус внимателно. Сега може да декорирате со бисери во различни бои, големини или други декорации. Може да ја боите или украсувате како што ви налага фантазијата. Шишарките се неминовен дел од новогодишната декорација, па да ги искористиме и ние. Испрскајте една шишарка со спреј во боја, а потоа додека е си уште влажна, врз неа посипете светки. Оваа постапка повторете ја во бои и комбинации што ќе ви текнат и ќе ви се најдат на многу начини кога ќе почнете со декорација. Сигурно имате бели плетени ракотворби кои не се модерни и не сакате да ги користите за намената за која вашите мајки и баби ги создале. Но еве ви шанса и идеја за друга намена, која сигурно ќе ви се допадне. Натопете го во лепило, поставете го врз заоблен сад и оставете да се исуши. И тоа е се. Може да си играте со форми и големини и да добиете уникатни места за чување на лампиони, бомбончиња, декорации, чоколадца и се што ќе ви падне на памет. Како и да е, изгледа супер декорација. Мини Дедо Мраз во облик на елка. Звучи интересно и исто така изгледа, а се прави брзо и лесно. Еве како. Од картон или стиропор направете конус и обојте го во црвена боја, а потоа посипете со светки. Долниот ред обојте го во бела боја и исто така посипете го со светки. До тука треба да изгледа како капата на Дедо Мраз. Но откако на средината ќе додадете колен, добивате уникатна декорација. Вака може да направите и различни елки и форми. Зборувавме за венче кое ќе ја краси вашата влезна врата. А сега ќе ви покажеме и како да го направите. И тоа од пластични шишиња. Соберете доволно пластични шишиња и сечете им го дното, а потоа обојте ги во црвена боја, со помош на сунгер со тапкање. Откако ќе се исушат, засечете ги и свиткајте ги краевите, а потоа направете мало дупче во средината. Едно по едно нанижете ги на дебел конец и заврзете на крајот формирајќи круг. Залепете мали лампиони, декорации и венчето е подготвено да ги дочека празниците на влезот од вашиот дом. За различни форми и надписи може да го искористите и силиконското лепило. Година, букви, снеголки, форми. На чисто стакло испишете или исцртајте ја саканата форма, а потоа откако ќе се исуши, внимателно одлепете го од садот. Испрскајте со боја во спреј и декорирајте. Одлични декорации се прават и од хартија. Замотајте обична хартија или стари весници, тенки цевчиња и со силиконско лепило залепете ги вертикално една до друга на една стаклена чаша, сечејќи ги краевите. Потоа само испрскајте со спреј во боја, декорирајте со конопна врвца и со дрвени декорации и имате одлична украсна ваза. Светници никогаш доста, па ајде да направиме еден од обична стаклена тегла. На хартија нацртајте град, елки, улични светилки, куќи, згради, а потоа обојте ги во црна боја и исечете ги во една целина. Внимателно залепете ги на надворешната страна од теглата, а останатиот празен дел украсите го со тапкање со бела боја, за да креирате снег. Ставете во теглата свеќа и светлината ќе се пробива низ празнините, низ прозорците, низ уличните светилки, како вистински град ноќе.
Романтично и уникатно. Не само за време на празниците. Лесна работа и уживајте во празничниот декор. Се надевам помогнавме и барем го разбудивме магичниот дух во вас и ве предизвикавме да започнете да ги правите оние новогодишни декорации кои секој дом го прават поубав. А и ние секоја недела продолжуваме да помагаме во тоа да се направи вашиот дом поубаво место за живење и тоа секогаш со нови уредувачки предизвици. Овој пат ќе уредуваме онаа соба во која и најдолго време поминувате од денот, односно ќе ви помогнеме да уредите вашата соба за дневен престој и тоа со стручните совети на нашиот стручен соработник архитект Горан Валјаков. Уживајте во она што следува. Уредуваме дневни соби. Собата за дневен престој е средиште на сите дневни активности, но и средиште на целиот дом и место кое ги поврзува членовите на семејството. Статистичките податоци велат дека ова е најпосетената просторија во секој дом. И кога ја уредувате истата, пред се водете сметка, таа да создава пријатна атмосфера, но и да одговара на вашиот животен стил. Ако сте во потрага по идеја и инспирација, ние секако ја имаме истата за вас. Но претходно преку стручните совети на нашите професионални соработници, ќе ви ги пренесеме основните насоки за нивно уредување. Еве што врвните дизајнери на интериери и архитектите кажа на оваа тема. Кај дневните соби во денешно време, значи и на наша поднебја и можеме да кажеме упшто во целиот свет, има некој стереотип кој што се користи, дали нужно, дали од некои други потреби, каде што уредувањето на дневната соба е сведено на одредена гарнитура, сет за седење, клуб маса, ТВ комода, која што е како центар тежиште на тој живот во дневниот боравок. Значи, свесни сме на ова нова технологија која што ги носи медиумските покриености и поделба на голема количина на информации, така да тука некако ние нужно тежнееме во таа, така да кажеме, некоја функција која што ја нуди дневната соба. Меѓутоа, тие стереотипи, да кажем условно кажано, може да се наполнат или да им се даде одредена лична карактеристика. Така да наш предлог во секој поглед на кога се уредува еден дневен простор, бидејќи тој сепак треба да биде некое главно временско тежиште и поминувалиште на животот во домот, е убаво тој сам простор да се облагороди, оплемени со одредени живи растенија, украсни, значи мали дрва кои што се почесто ги има на нашиот пазар. И сето тоа надополнето со соодветна и голема количина на природно светло, да даде некој убав, отворен, свеж амбиент кој што потсеќа на некој природен амбиент на живење, кој исто така, например, може, исто препорачуваме во зависност од условите и просторот кој што го нуди, може во самиот во одреден дел на дневната соба да се развие некој интимно катче, делче, кое што ќе биде опремено со одредена софа, релакс, фотелја, која што може исто така да биде затворена, преградена или надополнета со одредена библиотека со интимно светло и тука да се поминуваат некои одредени моменти на читање, уживање, слушање музика. Крути правила не постојат, бидејќи тоа во голем дел зависи и од самиот простор и волумен, кој што е многу битен, кој што го имаме на располагање. Сепак, постојат некои одредени, да кажеме, не се правила, тоа се некои насоки повторно од наша страна, кои што во голем дел ја диктираат и желбата и можноста на самиот клиент. Конкретно, например, ако кај аголните гарнитури се почесто ги препорачуваме тие сетови во дневните простори, ако самиот клиент е помлад или ако е склон на полежерен начин на живот, на одмарање, каде што сепак и аголот за седење се искористува по конкретно отколку кај разделените сетови, на сметка на, значи, не директна димензионираност, значи индиректна димензионираност на просторот влијаат исто така и боите, па ние препорачуваме да се избегнуваат екстремно темни бои во големи површини во самиот мебел, а доколку тоа се случи, сепак ние сме тука да препорачаме да се разбијат или компензираат тие темни бои со одредени светли бои во под, во зид, во врати, прозори, завеси и такви детали. Инаку, значи,
бојата е секако многу битен сегмент во димензионирање на тој простор и ние се придржуваме до овие, да кажем, одредени начала. Се почесто се отвараат, доколку се има можност во индивидуалното домување, да се отворат поголеми отвори, да се прават француски балкони, па дури цели стаклени зид завеси, за да се донесе што поголема природна осветленост во самиот простор. Се користат светли бои, пастелни униколор дезени во самиот мебел и единствено потенцирање во самиот простор се остава на одреден зид кој што се третира со некоја контрабоја, некоја различна текстура, некои украсни дрва, зидни облоги, камени, значи така се потенцира самиот простор. Самата дневна, како седиште на главната функција на самиот дом, и добро е да тежне и да гравитира кон отвореност кон другите функции во домот, па ако е можно и кон отвореност кон непосредната околина која што ја обкружува. Тоа се постигнува како претходно кажаната што поголема отвореност со стаклени отвори, надополнето значи со одредени други моменти, детали кои што се например кои што го поддржуваат тоа обединување на просторот, меѓутоа сепак треба да имаме кога ја решаваме интегрално оваа просторија, сепак треба да имаме на ум дека интегрирањето на трпезариската функција и на кујната во самиот простор не може да помине така да кажам глатко и лесно, сепак тие се функции примарно со некоја различна позадина и понекогаш треба да се одделат ради одредена интимност или чиста потреба во самиот процес што го извршуваат, например, обедување или техничко спремање, припрема на храната. Кога ја уредувате, зависно од просторот со кој располагате, пред се почнете со избор на крупните парчиња на мебел. Одберете софа, комода, клуп маса. Потоа тепих, завеси. Декорирајте и внесете топлина во собата на кој начин би ја направиле пријатна за престој. Одберете стил на уредување. Осветлете согласно атмосферата која сакате да ја добиете, но и согласно квадратурата и висината на просторијата и подгответе се да се опуштите и уживате во својата удобна соба за дневен престој, но и гордо да ја покажете пред своите пријатели и посетители. Многу пати сме зборувале на тема соби за дневен престој. Слушнавте безброј совети, а сега дојде ред да ги примениме на дело и да ви покажеме по некој практичен пример. Ке почнеме од најактуелното и она што речиси не може да го одмине било чиј вкус и стил. Како би можеле никако да не погрешите ако не со користење на основни бои. И тоа особено со така наречената беж боја. Одлично се согласува со сите бои и е исклучително лесна за комбинирање. Не се употребува само за декорација, туку најчесто и за да се нагласат деталите и да се истакнат контрастите. Дневната соба ве представува пред вашите посетители, па би требало добро и внимателно да ја уредите. Без разлика на тоа во кој стил е уреден остатокот од домот, неколку детали се неопходни кога е во прашање оваа просторија. Бирајте што поголеми прозорци ако е тоа возможно. Најубава дневна соба е онаа која изобилува со природна светлина. Ова посебно важи за малите соби кои на овој начин визуелно се прошируваат. Уште поголема предност е доколку дополнително собата за дневен престој излегува на тераса. Ако мислевте дека основните тонови од палетата бои се здодевни, овие неодоливи примери со сигурност ќе ве убедат во спротивното. Комбинирајте паметно, вклучете текстури, дизајн и декорација. И она што ќе го добиете ќе биде совршенство во вистинска смисла на зборот. Оваа боја асоцира на луксус и на модерно, па таков печаток ќе даде и на вашата просторија. Ќе создаде пријатна и удобна атмосфера и ќе даде една посебна свежина. Дајте им ваква боја на мебелот, завесите, тепихот, дополнително декорирајте и нема да погрешите. Ако се уште немате идеја, еве неколку одлични примери. Ништо помалку топли и удобни не се ниту неодоливите и се повеќе барани рустични дневни соби.
Овие се одличен избор за влюбениците во печатот на времето. Рустичните дневни соби важат за особено романтични и шармантни и со сигурност ќе допринесат за пријатна атмосфера, каква што задолжително треба да има во секоја соба за дневен престој. Сепак бидете внимателни, она што ќе го внесете мора да оддава пред се квалитет, функционалност и традиција. Декорирајте и дополнително со шармантни завеси, кои не ги прикриваат во потполност прозорците. Комбинирајте со старинска нота мебел и веќе ефектот е постигнат. Еве неколку примери и на оваа тема. И за крај нешто сосема спротивно на она што досега ви го покажавме. Исто толку тренди и многу луксузно истовремено изгледаат собите за дневен престој уредени во индустријски стил. Искористете нешто што веќе имате, правилно комбинирајте и со многу малку пари ќе постигнете огромен ефект. Ѕидовите од цигла се добредојдени и тука, но во овој случај пожелан е мебел со потемни нијанси. Одличен ефект ќе постигнат и индустријските расветни тела, а посебен шарм ќе дадат и уметничките предмети. На дело тоа изгледа вака. А главниот елемент во секоја дневна соба, односно веројатно и оној елемент од кој го започнувате уредувачкиот процес во оваа просторија, е секако седечката гарнитура. Ќе ви помогнеме како правилно да ја изберете соодветна за вашиот дом и тоа овој пат во соработка со нашите пријатели од All for Home. Уживете! Дневната соба е просторот во кој престојуваме најголем дел од времето, а централното место во неа го зазема гарнитурата за седење. Освен фактот дека е важно да биде прилагодена и на просторот и на потребите на домаќинството, како и да одговара на стилот во кој е уреден останатиот дел од домот, потребно е да се обезбеди максимална удобност. Таму поминуваме многу слободно време. Седиме, лежиме, гледаме телевизија. Па производителите се обидуваат да го направат што е можно поудобно, со помош на разни додатоци. Современите гарнитури имаат дури и подпирачи за нозете и подпирачи за главата, што може да се извлечат, подигнат или спуштат по потреба. Подпирачите за грб се опремени со додатоци кои ги заменуваат перниците и на тој начин овозможуваат правилно држење на телото додека седите. На подпирачите за грб се поставени дрвени навлаки, кои може да се користат за чување пијалоци, далечински управувачи и други ситници кои сакате да бидат на дофат. Некои луксузни варијанти имаат вградени масажери за грб, како и можност седиштата на гарнитурите индивидуално да ги менуваат позициите според желбите и потребите на корисникот. Сепак, она што ги одвојува модерните седечки гарнитури и софи од класичните, покрај материјалите и механизмите, секако се и боите. Белите, беж, црните и кафените нијанси беа доминантни досега секогаш кога станува збор за овој дел од мебелот. За нив може со сигурност да се каже дека се ненадминлива класика и дека се апсолутно безвременски. Но сега тие се дополнети и со розови, виолетови, црвени, жолти, зелени, сини, портокалови. Атрактивните тонови и необичните дизајни се декор не само за дневната соба, туку и за целиот дом. Зависно од остатокот од домот и стилот во кој тој е уреден, одберете ја и бојата на гарнитурата. Но воедно обрнете внимание и на тоа какво секојдневие ве обкружува. Например, ако сте големо семејство со мали деца, избегнувајте светли тонови и нијанси кои ги откриваат сите дамки. Ова важи и во поглед на изборот на материјали. Доколку чувате миленици, избегнувајте нежни и осетливи материјали кои миленичето лесно ќе ги оштети низ секојдневните игри. Всушност, просторот е тој кој ќе одреди каква гарнитура треба да одберете. Она што треба да го знаете штом тргнувате во потрага по ова централно парче мебел е димензиите на просторијата, како и што друго неопходно сакате да има во просторијата. Многу е важна и формата на просторијата.
Например, правилна четириаголна просторија многу полесно може да собере каков и да е тип на седечка гарнитура. Аголната гарнитура е идеално решение за големи простори. Софа со механизам што овозможува да се претвори во двоен кревет е најсоодветен за помали апартмани и простори во кои нема многу мебел. Сетот тросет, двосет и фотелја е идеално решение за оние кои постојано сакаат да внесуваат промени во просторот, затоа што ваквата комбинација дозволува брзо и лесно преуредување, а вашиот дом ќе изгледа секогаш поразлично. Земете ги во предвид и вашите потреби и очекувања. Колку често ќе употребувате гарнитурата? Дали понекогаш или почесто ќе има потреба и да преспиете на неа? Каква е фреквенцијата во вашиот дом? Одговорите на сите овие прашања ќе ве доведат до најдобар избор според критериумите на кои на овој начин самите ќе ги зададете. Дали таа е најважно да биде удобна, издржлива, практична. И на крајот ќе ја гледате постојано и најчесто, па задолжително мора да биде и по ваш вкус. Модерен дизајн кој го прочистува воздухот од PM2,5 и PM10 чистички. Полен го редуцира чадот од цигари, бактерии, вируси, хемикалии. Веникс МК за здрав живот и чист воздух. Зошто печка на пелет? Затоа што има ниска потрошувачка, висока технологија и ефикасност, гаранција и енергетска ознака. Фрико. Ние не правиме само печки, ние го правиме животот подобар. Последна тема за денес и за денешниот квадрат беше ова. Се надевам уживавте во секоја минута од него. Повторна средба, како и секогаш, ви закажувам за точно 7 дена, недела 11 часот и 30 минути ќе бидеме повторно на Алфа, а во меѓувреме следете не секојдневно на kvadrat.mk. Ви посакувам убав остаток од денот и убав остаток од викендот. Се гледаме за една недела. Пријатно за сега.